Почитувана македонска јавност, еве денеска сме на број 14 од дневниот ред. После 13-тата доаѓа 14-тата, ама првите 12 никаде ги нема, не ги видовме. Не навлегувам зошто е тоа така. Најдобро знае председателот, веројатно. Меѓутоа, ако нешто сме гласале, односно сте гласали, треба да се држите до тоа. И ако сте изгласале први 12 точки да бидат одредени, да кажам, предлози, решенија кои што треба да бидат донесени, треба да се држиме до нив, а не да ги скокаме и да се правдаме дека нема представници и не се создадени услови. Ние сме парламент, ние сме законодавен дом и ако се нареди, односно ако се побара, извршната власт треба да биде тука пред нас, да ги образложува решенијата и да ги слуша нашите излагања и предлози. Сега да поминам на законот. Ова законско решение што сега се предлага, односно измените на законското решение, не е ништо ново, туку е продолжување на она ароганција и на оној цинизам со кој што владе Социјалдемократскиот сојуз и ДУИ, кои што на еден неевропски начин ни носат закони со европско знаменце. Така го донесува законот, еве не со европско знаменце, меѓутоа го донесува законот за внатрешни на сила, без консултација со опозицијата, така го донесува и оној, така беше и она со законот за неработен ден во недела, па тргни, застани, па не важи и така натаму, па менувај го. Така беше и со оној прогресивен данок на оној ваш министер Данска Тевдовски, што сега го нема никаде, еден од неколкуте, и така натаму, и така натаму. Со овој постоен закон за вршење на сметководствени работи, кој што е донесен во времето на ВМРО ДПМН во 2012 година, кој што е со цел за уредување на условите за вршење на сметководствени услуги, формирање на институт за сметководители и овластени сметководители, ВМРО докажало уште на времето дека е единствена практично партија која што знае да ги менаџира овие процеси и гледате дека е првенец во тие процеси. Сепак во 2019 година Министерството за финансии, како што споменав претходниот министер Данска Тевдовски, предложил нов закон, меѓутоа тој нов закон бил отфрлен од фелата, имало доста реакции од фелата, јас не сум бил тогаш пратеник, не сум го следел и се уште не го следам овој ресор, меѓутоа се потрудив малку да се интересирам за состојбиве. И тој закон практички поради причини, односно притисок од страна на фелата, стручната фела, тој закон е отфрлен од страна на Комисијата за финансирање и буџет на седница број 47. Тоа е во 2019 година. Надзор над спроведување на одредбите од Законот за вршење на сметководствени работи во моментов врши Министерството за финансии. Со новиот предлог закон се формира некоја нова институција, Совет за унапредување и надзор на сметководствената професија. Значи, нови лица, нови издатоци, нови пари ќе даваме и така натаму. Малку имаме вработени во администрацијата, малку имаме во тоа Министерство за финансии што продава земјиште од 7 евра квадрат во строг центар на Скопје, колку 1 кило месо да си купите. Па сега ќе правиме и нов некаков совет за унапредување и надзор за сметководствени професии. Значи, повторно пари издатоци од парите на граѓаните. Најспорно тука овластувањето кое треба да го има советот, сега согласно точка 2 од членот 5 став 1 од законот, што гласи, цитирам, иницира контрола на трговци поединци, сметководители, трговци поединци, овластени сметководители и друштвата за вршење на сметководствени работи до Институтот за сметководители и овластени сметководители. Дополнително во точка 7 од истиот член се предвидува Советот по потреба да учествува во постапките на контролирање на друштвата за вршење на сметководствени работи и трговец поединец сметководител, односно овластен сметководител. Со вака поставените одредби, Советот ќе има контрола врз работата на сметководителите, а со тоа и на нивните клиенти, односно бизнис секторот во Македонија. Советот е составен од 5 члена, од кои 3 се на предлогот на Министерството за финансии. Одлично решение, независност, можеме да се поклониме на ова решение. Тројца на предлогот на Министерот за финансија, кажуваме дека сме независни. Во новото предлог законско решение, значи повторно се организираат сметководителите во подружници, решение кое што и во постојниот според фелата, не според мене, јас реков, многу од оваа проблематика не се разбира, меѓутоа според фелата ова законско решение и сега е неприменливо. За ова имаше реакции од страна на Комората на сметководители на Македонија и јас по нив се водам.
како единствен функционален застапник на сметководителите, кои континуитет реагираат на самоволното постапување на институциите, мислејќи на нас како држава, односно на вас како влада. Наместо сваќање на важноста која имаат сметководителите како единствена врска помеѓу државата и стопанството, беше споменато од претходната колешка, продолжуваат обидите за целосна контрола за задоволување на нечии лични интереси и едени сметководствени бироа. Еве, нема да го споменувам со име сметководственото биро, меѓутоа сите претпоставувате за кого станува збор, односно за кое. Токму затоа Комората на сметководители со подршка од колегите сметководители, овластени сметководители, овде ни протестираа пред некој месец, пред законодавниот дом, пред парламент и не обвинија за грубо кршење и за злоупотреба на надлежностите и на процедурите. И тоа најдобро вие го знаете што го предлагате овој закон и го терате по европско знаменце. Составањето на законот за вршење на сметководствени работи денеска на пленарна седница, како што реков, со европско знаменце, под изговор се усогласува со директивите, освен целосна окупација и злоупотреба на сметководителите, нема никакво усогласување ниту поврзано со наведената директива. Од Комората на сметководители истакнуваат дека причина за злоупотребата на европското знаменце за носење на овој закон по кратка постапка е воведување на ново тело за контрола на Институтот за сметководители и овластени сметководители, наречено Совет за унапредување и развој на сметководството. Она што е целосна небулоза, тоа е според Комората, кај овој совет е неговата така наречена независност, за која што зборував, а всушност во самиот закон е директно наведено дека во својата работа одговара пред владата, а во него членуваат, реков, представници од Министерството за финансии. Јасно е дека нема тука никаква независност. Од Комората исто така обвинуваат затоа што никој, односно ниеден предлог од нивна страна не е земен воопшто во предвид, иако сме организирале некаква јавна расправа, која што е задоцнета, односно е направена после истекот на законскиот рок за поднесување на амандмани, односно подобрување на законот со амандмански решенија. И мислам дека тука го покажуваме нашето лицемерие, односно вашето лицемерие. Меѓутоа, ние како институција треба, мислам, да бидеме малку поодговорни од тој аспект. Како што кажат, интересот е онаму каде што се парите, па така и во нашиот случај, на нас работата е токму тоа, значи да се злоупотребат парите од сметководителите кои што ги плаќаат за членарини, односно над 30 милиони денари на своја сметка, па сега законодавецот по секоја цена, воведувајќи паралелни контролни репресивни тела, сакал да дојде до истите. Оваа пракса ја нема никаде во светот, бидејќи државата е таа што требала да плати, а не физички лица, професионалци кои само сакаат честно да заработуваат. И тука се споменува некој грант кој што бил доделен пред неколку години од 3,6 милиони евра. Меѓутоа, никој не знае каде овој грант завршил. Ако има некоја информација, убаво е да ни каже. Меѓутоа, изгледа и овој грант ќе заврши, односно информацијата за овој грант ќе биде исто како што ја добивме онаа за Заев, што имаше грант од 1.400.000 евра. Така да одговор по ова прашање веројатно нема да добиеме. Од овие причини, Комората на сметководители се оградува од ова законско решение и не дозволува нејзино учество во работниот процес да биде злоупотребено од страна на институциите. Значи сте ги повикале, биле кај вас на разговор, предложиле решенија и на крај тие се оградуваат од вас. Тоа нели е поразително? Јас би се засрамил после ваков јавен настап на Комората на сметководители. Според тоа што ЕВФ-лата го кажува, вика, сметководствената професија ние пред изумирање, поради старосната структура на сметководителите и неатрактивноста за влез на млади кадри по истата. Како младите да останат, кога сите млади заминуваат, уште ова остана да го решиме сметководството и секи не биде розево. И ова кажува дека ќе биде сериозен проблем за неколку години. Со носење на овој закон, кој не уредува никакви права, освен обврски, ситуацијата дополнително ќе се влоши. Од наша страна, јас мислам дека овој предлог на закон треба да се повлече, затоа што така бара ФЕЛАТА, и не треба да се брза, затоа што сите закони што треба да се носат од страна на парламентот треба да бидат во согласност со ФЕЛАТА. Мислам дека насилното носење на законите, а после тоа нивно менување и поправање, мислам дека не ни носи никому добро, туку ни ствара дополнителни нервози. Ви благодарам. Ели Панова Кафја.